Апелацискиот суд во Штип одржа јавна расправа за 2,5-годишната казна која добија двајцата насилници од Штип. Тие брутално претепаат девојка на почетокот на годината, а снимката од насилството ја објавија на социјалните медиуми. На висината на казната приговорија правните застапници и на жртвата и на осудените. Инаку случајот на насилство врз девојка во Штип е еден вид преседан, бидејќи и судот и обвинителството се повикуваат на Истанбулската конвенција за заштита на жртвите на родово базираното насилство. Правниците ова го ценат како добра пракса. Од максималната казна од 5 години, двајцата насилници кои го признаа делото добија половина, односно 2,5 години. Со оваа казна судот испраќа порака за нулта толеранција за насилството кон жените, вели правниот застапник на жртвата Билјана Андонова. Ниту една пресуда, повторно ќе кажам, не може да биде задоволителна за да представува доволна сатисфакција за жртвата, затоа што од тешка траума која што имаше жртвата, татко и почина, и тоа 2 дена само после изрекување на привремените мерки. Истата е јавно осудувана, ја препознаваат како тепаната девојка. Дали трагедијата на тепаната девојка од Штип ќе биде пресвртница во справувањето со насилството врз жените кај нас? Казнувањето на насилниците е само еден сегмент кој е потребен жртвата да се стабилизира, велат од невладината ЕХО, каде скоро 2 децении нудат правна и психолошка помош на жртвите на насилство. Од примерна важност за жртвите е да знаат дека имаат силна институционална поддршка и чувство дека зад нив стои системот. Така ќе се охрабрат и поголем број жртви да пријават насилство, вели Благица Киров од невладината ЕХО. В конкретниот случај постоеше добра соработка на сите органи, и на полиција, и на обвинителство, и на Центар за социјална работа, вклучително и поддршката од Сдруженијето. Значи, таква една поддршка е пример како треба да функционираме и понатаму. Родовото и семејното насилство се во пораст, дел од нив и заради вонредната состојба, велат психолозите. А колку е сериозен проблемот, говори и податокот дека во период додека траеше судската постапка за насилството во Штип се случија 2 фемициди, односно 2 убиства на жени од страна на нивните партнери. Едното беше во Скопје и другото во Арачиново.